Македонија е заробена држава од хунтата на власт. Веќе човековите права и слободи не важат. ВМРО ДПМН останува на барикадите со народот, се до враќањето на правната држава и демократијата. Вака денес од партијата го најавија денешниот протест и продолжувањето на блокирање на крстосници. Според нив, притворањето на уметници, глумци, режисери, пратеници со конструирано обвинение за тероризам е акт на безумие и политичка тортура. Од ВМРО ДПМН информираа дека ќе продолжат со блокирање на скопски крстосници и одржување на протести во наредните 30 на дена, заклучно со 29 декември во период од 15 до 17 часот. Во таа насока Министерството за внатрешни работи ја информираа јавноста дека сообраќајната полиција при СВР Скопје ќе превземе засилени мерки за контрола и регулирање на сообраќајот во насока на улеснување на метежот што ќе настане во посочениот шпиц период. Имено кривичниот суд ги прифати жалбите на основното јавно обвинителство и за тројцата осомничени за насилствата во собранието на 27 април, за кои им беше определен куќен притвор, одлучи да ги префрли во притвор во истражниот затвор Шутово Ризари. Советот при Основниот суд Скопје 1, постапувајќи по жалби поднесени од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, донесе решение со кое ги уважи жалбите на обвинителството и решенијата на судија на претходна постапка ги прииначи на начин што е уважен предлогот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за определување мерка притвор и гонење на осомничените МП, ГГ и ЕДБ е определена мерка притвор во трајање од 30 дена, а поради постоење на причините предвидени во член 165 страна 1 од Законот за кривична постапка. Кривичниот совет денеска ќе одлучува по жалбите и за другите обвинети за кои обвинителството бара притвор, а не куќен притвор, како и за жалбите на дел од притворените во затворот во Шутка, кои бараат додатна домашен притвор. Со ова вкупниот број на осомничени за насилствата од 27 април кои добија притвор сега изнесува 19 лица.